Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Почитувани мои, како сте? Го продолжувам откривањето на патот до обновен ум. Обновениот ум трансформира личност, трансформира град. Обновениот ум е најдобриот начин да се демонстрира волјата на Бог. А која е Божјата волја? Недобрата дефиниција е прикажана во молитвата што Исус Христос им ја даде на сите луѓе, односно нека биде волјата Твоја како во небото, така и на земјата. А што е волјата на Бога? На земјата како на небото. Па, драги мои, да ја креираме Божјата атмосфера и во ова издание на Елиезер. And he's coming on the wind. Yes, he's coming once again, like he said he would. Oh, he's coming on the wind. Yes, he's coming again, like he said he would. Oh, he's coming on the wind. Yes, he's coming once again, like he said he would. Oh, he's coming on the wind. Yes, he's coming once again, like he said he would. Oh, he's coming on the wind. Yes, he's coming once again, like he said he would. Oh, he's coming. The King is coming. Исус го започна своето министерство со следната фраза: Покајте се, блиску е небесното царство. Некои верници се покајуваат колку да влезат во царството, но не доволно за да го видат. Целта на покајувањето е да ја промени перцепцијата за една реалност и да се биде свесен за друга реалност. Царството небесно е простор на доминирање на Господ Бог. Тоа е мерливо, реално и постои токму сега.
Исус работи секој ден од нашиот живот, за да не научи како изгледа неговиот свет, да ги отвори нашите срца, да бидеме свесни за тоа како изгледа Божјата доминација во ситуација на инфериорност. Учењето да се биде вистински представник на Божјото Евангелие е вистинската есенција за нас. Не е целта само да се оди во рајот, туку тоа што сме назначени да ја донесеме рајската реалност на земјата. Мојата работа е да ја донесам таа реалност тука. Покајанието е тоа што не усмерува кон позиција за да видиме што ќе направи Бог. Покајанието е патот за обновен ум. Верата не доаѓа преку или од умот. Верата доаѓа од срцето. Покајанието го надминува инфериорното. Покајанието е тоа што не поставува во позиција да видиме што Бог ќе направи следно. Верата не е резултат на обидување, туку е производ на предавање. Мене како верник во природата ми е да верувам. Во мојата природа во Исус Христос да бидам личност од вера. Исус никогаш не научи како да се соочуваме и справиме со неодговорена молитва, бидејќи тој немаше таква. Исус не покани на патување да истражуваме што може да биде возможно во нашиот животен век. Четири пати во 3 поглавја во Светото Писмо Исус вели: барај што сакаш и ќе биде сторено за тебе. Исус Христос е Бог кој сака да биде близок со неговите деца. Сака да има посебна врска за да биде дел од се што човекот прави. Светото Писмо вели дека рајот е направен за Бога, а земјата за човекот. Тој ни даде одговорности. Понекогаш го обвинуваме Бог за трагедии и катастрофи што настануваат, а од друга страна се соочуваме со реалност на кого ја остави земјата. Исус ја илустрира природата на Господовото срце, на срцето на небесниот татко, татко кој води грижа за своите деца. Неговата добрина не може да биде претерана. Тој е подобар од колку што мислиме ние. Затоа, подобро е да го промениме начинот на кој мислиме. Нашето мислење мора да биде во согласност со неговото. Покајанието е вовет во тоа кој е тој, за да мислам како што мисли тој. Целта и патот за сите нас е обновениот ум. Обновениот ум е како коритото на една река. Реката слободно тече ако нема пречки, доколку коритото е чисто. Така е со обновениот ум. Верата слободно функционира ако умот е обновен, исчистен од секакви отпадоци. Обновениот ум прави контекст за верата да биде реализирана. Исус изјави дека човекот сам не може ништо да направи. Исус со неговото доаѓање направи секој да биде вклучен и секој да може да лекува, да прави чуда, да избавува, да го истерува злото. Сега Светиот Дух живее во секој верник и тој е духот на воскреснувањето, обновувањето. Светиот Дух е како река, тече како река во нас за да донесе трансформација кај нас, кај другите, во земјата во која живееме, на нацијата. Тој е оној кој ја носи промената. Трансформацијата доаѓа кога ставаме крај на старото и започнуваме со ново, односно како што пишува: сега се е ново, старото помина. Исус на земјата живееше како модел кој ние треба да го следиме. Тоа беше и поентата. Тој како Бог избра да живее како човек, како пример кој може и треба да се следи. Единствениот начин за да се реализира неговата заповед во и преку мене е така што јас би се предала за тој да може да се манифестира преку мене, за она што само тој може да го направи, а тоа е да се лекуваат луѓе, да се истерува злото, да се прават чуда. Suddenly there was a sound
like a mighty rushing wind that came and shook up everything. It changed and rearranged everything we thought we knew. Come and blow on through, blow on through. The sound of the mighty rushing wind. Обновениот, трансформираниот ум, трансформира личност, трансформира град. Обновениот ум е најдобриот начин да се демонстрира волјата на Бог. А што е Божјата волја? Најдобрата дефиниција е прикажана во молитвата што Исус Христос ни ја даде. Да се молиме, односно, нека биде волјата Твоја како во небото, така и на земјата. А што е волјата на Бога? На земјата како што е на небото. Што прави обновениот ум? Ја докажува својата волја како што е на небото за да биде и на земјата. Во Евангелие според Марко, 4 глава, се опишува следнава случка. И вечерта на истиот ден им рече да преминеме на другата страна. И кога го отпуштија народот, го зедоа Исуса со себе, како што беше во коработ и други кораби беа со него. И се подигна силна бура, а брановите се префрлуваа во коработ, така што коработ веќе се полнеше. А тој при кормилото спиеше на перница. И го разбуди и му рекоа: Учителе, зар не ти е грижа што ние загинуваме? И стана, му се закани на ветрот и му рече на морето: Стивни, молкни. И ветерот стивна и настана голема тишина. И им рече: Зошто се плашите толку? Како немате вера? Оваа случка е една алармантна случка. Да размислиме. Кој е Исус? Тој е Бог. Како го нарекуваме разговорот со Бог? Молитва. Што значи? Апостолите доаѓаат кај Исус и се молат за бурата да се смири да стивне, а тој одговора на нивната молитва. А потоа тој ги прашува зошто тие немаа вера. Што ни кажува ова? Ни кажува за две нешта, витални за обновениот ум. Како прво, важно е да се свати за обновениот ум е тоа дека Бог некогаш ќе направи нешто преку тебе, отколку за тебе. Исус ги тренираше апостолите за да го презентираат и представуваат на планетата Земја, а не само да го замолуваат тој да работи во нивно име. Како што созреваме, ние живееме од срцето на Бога кон животните случувања и предизвици. Апостолите беа обучувани да им зборуваат на потешкотиите и случувањата во животот за да бидат отстранети. Но наместо тоа гледаме како тие го замолуваат и бараат од него да ја заврши работата што тие има авторитет да ја завршат. Тоест, во овој случај, да ја смират бурата. Како второ, е тоа што Исус го даде она што го имаше. Тој и заповеда мир на бурата. Тој го имаше мирот, бидејќи спиеше во текот на бурата. Ние имаме авторитет над секоја бура во која спиеме. Обновениот ум живее во реалноста во која нашиот внатрешен свет го дефинира нашиот надворешен свет. Обновениот ум живее со свесноста дека внатрешната реалност всушност има ефект на надворешната реалност. Например, сите ние сме биле со пријатели, па и самите ние, кои однадвор со насмевка, но однатре се анксиозни, преплашени, разочарани, и тоа го чувствуваме без да го видиме надворешно. Нивната внатрешна атмосфера,
реално ја дефинира надворешната атмосфера. Исус беше во можност да ја земе под контрола ситуацијата преку зборовна форма и декларира, односно изјави и испрати мир и бурата се смири. Јован 1.14 гласи: И Словото стана тело и се всели во нас и ја видовме неговата слава, славата што ја има како единороден од Таткото, полн со благодат и вистина. Исто така пишува дека зборовите што ги кажува Исус станаа дух, што значи прво зборот стана тело, а потоа кога изговори стана дух. Зашто Божјото царство не се состои во јадење и пиење, туку во правда и мир и радост во Светиот Дух, пишува во Римјаните 14:17. Што значи? Божјото царство е во Светиот Дух. Кога Исус зборува, неговиот збор станува дух. А зошто тоа е толку важно? Затоа што неговото присуство ја содржи реалноста на царот и неговото царство. Каде што е Божјиот дух, таму е и слободата. Манифестираното присуство на Исус преку Светиот Дух е мерливо преку слободата што ги менува и трансформира човечките животи. Која е целта на чудата? Чудата се по природа откупителни, за да го променат човекот по Божјата промисла. Чудата што ни се случуваат во почетоците да научиме да му веруваме на Бог, за да не одржи. Но тој се обидува да не доведе на место каде што ќе бидеме целосен израз на она што Бог сака да бидеме, за да бидеме понапред и со тоа да ја донесеме реалноста на неговото царство на светлина токму тука, на земјата. Обновениот ум ја крши реалноста на Бога што не се гледа во овој свет и ја прави реална. Пример за тоа е случката кога апостолите требаше да нахранат многу луѓе, а во нивната кошница имаше само неколку лебови и 2 риби. Исус им рече: нахранете ги вие. Го зеде лебот и го благослови и им го даде на апостолите да го разделат. Односно, а Исус, кога ги повика учениците своји, рече: жал ми е за луѓето, оти 3 дена веќе стојат при мене и немаат што да јадат. Да ги распуштам гладни не би сакал, за да не премалеат по патот. Но учениците негови му рекоа: каде ќе земеме толку леб во пустинава, за да нахраниме толку народ? Исус ги праша: колку лебови имате? А тие одговорија: 7 и неколку риби. Тогаш му заповеда Исус на народот да посетне по земјата. И како ги зеде 7 лебови и рибите, благодари, ги прекрши и им ги даде на учениците своји, а учениците на народот. Јадеа сите и се наситија, и кренаа останати парчиња 7 полни кошници. А оние што јадеа беа 4000 души, освен жените и децата. Што значи благословувањето? Зошто ја благослови храната? Со благословувањето тој трансферира, односно пренесе нешто од природното царство и го стави во царството небесно. А во небесното царство веќе не се само неколку лебови, туку она што нам ни треба, а во случајов храна за сите. И се што се прави и создава во тоа царство е според други правила и закони. И имаше за сите луѓе. Како што апостолите го подаваа лебот секому, лебот се мултиплицираше, се умножуваше. Токму тоа треба да го научиме. Например, кога патуваме во друга држава, некои закони се различни од земјата во која живееме. Така е со Царството Небесно. Она што се случува е ние се обидуваме да живееме обратно. Ги сакаме придобивките од Небесното Царство, а не сакаме да живееме според неговите правила и закони. Како што е, добиваш давајки или понизноста те носи нагоре, те возвишува. Обновениот ум соработува. Ја става содржината за таа наредба, молитва, пророштво, едноставните работи што ги правиме, ја изразува верата што ни е дадена како дар.
И ни е дадено нам и имаме привилегија да живееме во време кога е негова намера да го менува курсот на нашите животи и историјата на човештвото преку оние кои веруваат. Обновениот ум е најдобриот инструмент, алатка за да се открие чудесното. Обновениот ум може да ја докаже Божјата волја, може да ја манифестира. Обновениот ум го застапува мислењето дека квалитетот е подобар од квантитетот. Како примерот со синаповото семе. Доколку имаш вера колку синапово семе, можеш да направиш и да добиеш се. Најмалата мера од што било во Царството Небесно е поголемо од најголемата опозиција на Царството. Обновениот ум ни ги дава параметрите како функционира верата. Тој ги представува темелите на се што ќе се гради во човечкиот живот. Вистината доаѓа во слоеви. Таа само се надоградува. Секогаш поаѓаме од основата, нели? Па потоа се надоградуваме. Треба да ја имаме потребата за откровение. Небесниот Татко сака да научиме како да имаме пристап до небесните ресурси и да ги користиме. Еден од принципите на обновениот ум е истакнат во Римјаните 6, преку следните стихови. Или зар не знаете дека сите ние кои сме крстени во Исуса Христа, крстени сме во неговата смрт? И така, преку крштевањето во смртта погребани сме заедно со него. Така како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Таткото, така и ние да одиме во нов живот. А што ако сме соединети со него во смртта слична на неговата, ќе бидеме и во воскресението слично на неговото. Тоа го знаеме. Нашиот стар човек е распнат заедно со него, за да биде уништено телото на гревот, па да не му робуваме веќе на гревот, зашто тој кој умрел е оправдан од гревот. Ако умревме со Христа, веруваме дека и ќе живееме со него. Зашто знаеме дека Христос, кој воскресна од мртвите, веќе не умира. Смртта нема веќе власт над него. Зашто ако умрел, умрет за гревот еднаш, за секогаш. А што живее, живее за Бога. Така и вие, сметајте се себе си мртви за гревот, но живи за Бога во Исуса Христа, нашиот Господ. И така, нека не царува гревот во вашето смртно тело, па да ги слушате неговите страстни желби. Многу од нас се научени дека се уште се борат со стариот живот. Гревовите од минатото. А штом веруваш во лагата, го поддржуваш креаторот на лагата, нели? Понекогаш ги водиме старите битки, кои многу долго време не се дел од нашиот живот. Треба да гледаме со нови очи. Тоа не значи дека никогаш повеќе нема да погрешиме, но новиот човек во нас знае како да се справи преку покаяние и во верувањето дека нашата стара природа не постои. Ако мислиме поинаку, значи мислиме надвор од Царството Небесно. А ако функционираме надвор од Царството, тогаш ги немаме неговите придобивки. Туку ги добиваме плодовите од другото царство. Во Јован 3 глава стои следнава случка. А меѓу фарисеите имаше еден човек по име Никодим, јудејски старешина. Тој дојде ноќе при Исус и му рече: Рави, знаеме дека си дојден од Бога како учител, зашто никој не може да ги прави чудесата што ги правиш ти, ако Бог не е со него. Исус му одговори и рече: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Божјото царство. Никодим му рече: Како може да се роди човек кога е стар? Зар може повтор пат да влезе во утробата на мајка си да се роди? Исус му одговори: Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божјото царство. Роденото од тело, тело е, а роденото од дух, дух е. Не чуди се што ти реков, треба да се родите од озгора. Ветерот дува каде што сака и го слушаш неговиот шум, а не знаеш од каде доаѓа и каде оди. Така е со секој кој е роден од дух. Никодим му одговори и рече: Како може да биде тоа? Исус му одговори и рече: Ти си Израелев учител и не го знаеш ли тоа? Вистина, вистина ти велам,
Зборуваме за она што знаеме, сведочиме за она што сме го виделе, а сепак не го примате нашето сведоштво. Не верувате кога ви зборував за земните работи. Како ќе верувате ако ви кажувам за небесните? И никој не отишол во небо, освен оној кој слезе од небото, човечкиот син, кој е во небото. И како што Мојсе ја издигна змијата во пустината, така треба да биде издигнат човечкиот син. Та секој кој верува во него да не загине, но да има вечен живот. Зашто Бог толку го возлюби светот што го даде својот единороден син, та секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Кој верува во него, нему не му се суди, а кој не верува, веќе е осуден, зашто не поверувал во името на единородниот Божји син. Судот се состои во ова. Светлината дојде во светот, а луѓето ја засакаа темнината повеќе од светлината, зашто делата им беа зли. Зашто секој кој прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат откриени неговите дела. А кој ја извршува вистината, оди кон светлината, за да се видат неговите дела, бидејќи се извршени во Бога. Господи, зголемија милоста кон нас, за да мислиме и гледаме со обновен ум. Уморени сме од смислување и објаснување за она што го немаме. Господи, Те молам да ни го објавиш и откриеш Твојот свет, Твоето царство, како функционира и дека кај нас за секогаш ќе има промена. Промена во начинот на нашето размислување и гледање. Помогни ни никогаш повеќе да не бидеме зачудени од големината на проблемот, никогаш повеќе од големината на предизвикот пред нас. Господи, се молам во овој момент за обнова на нашиот ум, на нашите очи да гледаат совршено, на нашите уши да слушаат, за да не ги заборават чудесата што ги правиш Ти како подкрепа за соочување со идните предизвици. Се молам за обновување на срцата и умовите во моќното име на Господ Исус Христос. Амин. Секое добро до вас, драги мои. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓиевска-Костадиновиќ. Елиезер.